Еве со нова емисија Летни разговори, почитувани гледачи, петок навечер, премиерно на КТВ, а потоа и на РТК. Денеска сакаме да посветиме минути за слепите и оние кои имаат слаб вид или слабовидните лица. Во категорија на слепи лица влегуваат сите оние кои над 90% од просторот пред нив не го гледаат. Или гледаат сенки, меѓутоа кристална слика никогаш. Ова маргинализирана група на граѓани се составен дел од нашето живење. Ние сме со нив пријатели, роднини, тие се наши другари, со нив секојдневно се цркјаваме, меѓутоа никогаш не можеме да го почувствуваме нивниот хендикеп затоа што го немаме. И затоа треба да им веруваме во она што тие го кажуваат наискрено, бидејќи тие најмногу чувствуваат. Ако сетилото за вид го немаат, сите останати сетила, а најмногу емоциите ги имаат во себе. Добар ден. Добар ден. Дали сум во право? Да. Разговарам со претседателот на Сојузот на слепи на Кавадарци. Как се викате? Јанков Костадин Моци. Костадин, вие сте втор мандат претседател. Да. Кажете ми како сте примени меѓу вашите членови да речем? Многу добро. И од моментално и од моја страна и од нивна до сега супер. До сега имавте бројни активности и со претходниот градачовник и со овој имате така едно би рекол активно и барење и остварување на вашите барење. Меѓутоа последните години мислам дека нешто е направено за вас. Порано бевте на вистина маргинализирана група. Сега гледаме малку подобри услови, меѓутоа како да застана работата. Кажете ми како ви е моментално статусот во Кавадарци? Прво голем поздрав до вашата телевизија, што и јас редовно ја слушам, ја пратам. Добро. До вашите слушатели, гледачи и така и до вас, и до нашите, до сите инвалиди што се Сојузот на склопот на Република Македонија. Вака, ситуацијата може малку и због короната вака се смири, нели, се стиша, што се вика, али фала му на Господ, јас, Аце, Благојчето и таму неколку други членови Сдруженијето, што сме поактивни, па се трудиме, што се вика и се бориме, да имаме што повеќе активности. Еве, у спортот сме доста активни у голбалот и има и резултати, објавени еве на телевизија, на радио. Така. Доста сме добри. Еве, ова година Купот на Македонија го освоивме и тоа малку и не прави горди. И да работиме повеќе. Колку членови имаме во Кавадарци кои членуваат кај вас? Па имаме околу 57 до 60, 61 и така. Меѓутоа таа бројка е поголема веројатно. Има, да. Луѓе кои не сакаат да се експонират или пак го кријат својот хендикеп. Така ли би? Има и такви, па еве сега пред еден месец едно момче од Лишич исто е наш член. И он има проблем и редовно се слушаме, одиме со Благојчето на посета да го... Браво. Кажете ми, кој е тоа емотивно чувство што го имате вие како слепи? Што гледате, што не гледате? Што можете да чуете, што не можете да чуете? Па видите, Така, тоа малку е тешко прашање. Тешко е прашањето, да знаеш како јас... Повозрасен можете да јас, јас, еве со моите, да речеме, членови во семејството и со моите другари, јас дури на шала и некогаш му викам, јас гледам и дури 3 метра под земја, они се смеат. Значи, знаеш што те праве да бидеш храбар и не знам како, мислиш дека гледаш, еве, и луѓето покрај нас, кога се движат, мислат дека ние гледаме. Те разбирам. Ти веројатно остваруваш контакти со луѓето на твој начин. Секојдневно. Имаш многу пријатели? Многу. Имам и доста навивачи наши, преческа ги спомнав. Добро. Пак и да ги поздравам. Може слободно. Махир, Чиро Утката, Зоки Джанго. Имавме еден многу прекрасен човек, ама сега не е меѓу нас, Вањето Бабичот. Добро. И Нека му е лесна лесна нека му е земјата и така. Се среќавате со многу пријатели од цела Македонија. Одите редовно на надпреварите, па играте шах и така натаму. Да. И надвор од Македонија. Кажете ми, дали тоа вечини постречни малце? Многу. И похрабри. Дали грижата на оние што се здрави, да не речем така, и вниманието што посветуваат на вас ве импонира? Па види, тука е проблемот малку, знаеш, со ние не сакаме некој да не жале. Аха.
Намерно го поставих тоа Да, прашање. да. Вашата личност значително е побогата и поцврста од другите личности. Па може да се каже. Кажете ми, дали мора да имате постојан човек со вас, за да бидете во градот? Да, да. Моментално имам асистенка од Црвен крст, Добро. а поздравувам и Имаат ли внимание кон вас? да, Нервозни ли се? да, безпрекорно. Браво. Многу бариери во градот се надминати. Сега веќе нема такви ивичњаци, семафорите свират кога поминувате и вие. Дали ви фали нешто во градот? Во градот, па, што да ни фале, се фале, знаеш, кога ќе размисли човек, али пред се културата на луѓето. Добро, може да. Некако, знаеш, те гледа сега, знаеш како вика, не си обележан, у реду, ама гледаш дека човек го водат, он се удара у тебе. Знаеш, некако, не убаво се осеќаш кога шеташ низ градот. Ја нема почит кон вас. Да, да. Добро, на ниво на држава. Каде ни е местото на Сојузот на слепи? Како сме рангирани? Имате ли барања кои допрева треба да ги оставите? Моментално имаме барања за да се покачи мобилноста и негата, твижата нега. Добро. Едно 15-20%, нешто од Министерството имаше некоја понуда. Тоа Министерството за труд и социјална Да, политика. да, да. Добро. Ама нешто е застаната ситуација. Од кога ви е барањето? По ова година. Кажете ми, дали тоа се средства што би помогнале за вашиот подобар социјален живот? Многу, многу, Материјален. многу. Добро. Имате ли некоја порака за граѓаните? За граѓаните многу ги поздравувам од мене и од нашето здружение и ја мислам дека ќе издржиме оваа мала криза и со војната и со ковид. Мислам дека ќе помине ова. Само да бидеме храбри. Биде така до нас да поразговараме малку со следниот соговорник, исто член на Сојузот на слепи лица, како се викате? Анев Александар. Александар, кажете вие колков процент на слабовидни? 99. Што не гледате сега? Што гледате? Моментално ништо, само магла. Како И како сенка. Како вашиот хендикеп го добивте? Како? Го добив мојот хендикеп после 20 година. После војска не знам што се деси, како се деси. Од овој доктор на овој доктор и така нагло за едно година дена го изгубив 100% видот. Вие сте физички мощна, добра фигура. Да. Добра фигура. Мака добро хранет и веројатно интелигентен дечко. Меѓутоа, колку психички ви смета овој хендикеп? На почеток може би ми сметал многу. Добро. Со тек на времето се привикнуваш, се навикнуваш на тој живот и моментално не ми смета, се посеќам исто како способен. Браво. Како нормален. Да. Надпреварите во голбал ви се традиционални. Благојче Јошев тука не дава да мрдне ниеден да биде подобар во Македонија и тоа е добро. Тој со години работи таа работа. Ќе разговараме со него на крајот. Кажете ми, тоа е за јавните објекти. Дали како што рече претседателот, имате потреба од нега на додатно, на луѓе кои се додатни во вашето гледање? Да, имаме. Јас моментално мислам дека немам потреба, ама со тек на времето како иде со годините, со потребата, со сите што се имат, сите по дома, по фамилијата, кој на работа, детeta на школа, мора да имаш персонален асистент за да ги заврши своите обавези. Добро. Што би може да кажеме за спортските надпревари? Дали си учесник? Да, учесник. Во шахот, во голбалот и другите? Во голбалот. Посебно во голбалот. Кажи ми, тоа чувство на таа игра во голбалот, да го објасниме на оние што гледаат добро. Како вие ги чувствувате топките кога доаѓаат кон вас и успевате да ги одбраните и така натаму? И што е целта на играта? Целта на играта е таа звучна топка. Целта на играта е да не примиш гол. Да, и го играм од срце. Не го играм многу 10 на години, 12 години. Те познам од подамна го си член на првиот состав на екипата. Па не баш од првиот состав, ама тука негде. Овие години те гледам. Да, член. Редовно сум член на екипата. Во здружението сум доста активен. Даваш ти голови? Да. Добро. Како е Благојче како поранешени меѓу првите активисти? Дали си задоволен од неговата работа?
Тоа е веднаш до него, сега ќе го прашаме. Од Благојче? Благојче. Благојче е добар. Му фали ли нешто? Му фале. Шо? Па не знам, малку повише да има активности. Ма до него ли е работата или Не е другото? до него, не тоа е се до него работа. Ако Работа тој е би бил главен, може би направил Да, се. да, Дека да. тој го чувствува тоа. Да. Кога би биле горе на ниво на Македонија, меѓу првите таму, Аха. би било Имате ли подобро. соработка со вашите пријатели од Федерацијата, од Сојузот? Да, имам, доста соработка. Со кои друштва најчесто соработувате или со кои се имате како пријатели? Па со друштво од Прилеп, од Битола, Скопје, од страна од Ниш, Неготино тука, Кочани. Дознам дека сте меѓу Соработа. најдобрите во Македонија во голбал. Да, може да се каже, со години се прво место во куп. 2-3 пати го имам освојувано Браво. на Македонија. Во Гоце Делчев училиштето основно имате надпреварување, Да, и- во Партизани така натаму. Дали ве примаат добро директорите на овие институции? Секаде сме добро примени и во Гоце Делчев и во Партизан. Условите ни се добри. Фала му на Бога, сега за сега е окей. Добро, Благојче, долго време си член на оваа организација, на овој сојуз. Колку години? Член сум од 93. Многу оддамна. Повеќе сум активен во спортските активности. Претходно бев 8 години председател, потоа станав секретар на Сдруженијето, по барање на нашите членови се во Сдружение на слепи станав секретар. Сега сум вработен со редовно работно време, со исполнето цело 8 сати активности По собранието. во Сдруженијето на слепи лица од Кавадарци. Тоа не е, тоа е здружение фактички Да, сега. тоа е здружение, Порано не е бевте сојуз, НВО, сега сте- здружение, да. Кажете ми, имаш многу работа, многу активности. Сите ли работи се координираат со тебе? Сите Дали е работи барање на председател, дали е спортски надпревари, дали е вака. пијачки настапи така. Да. Активности што се спроведуваат, прво се разгледуваат на извршен одбор од страна на председателот Јанков Костадин, а по негово донесување на одлуки морам како секретар ја да ги спроведам сите активности, после тоа одат на мене. Имате ли фонд на пари кој е потребен за оваа работа? За било каква активност? Вака. Тука е проблемот, нели? Проблемот е најтешката работа, болната работа во спортот е финансирањето. Ова година финансии има, повеќе на задоволната Агенција за спорт и млади што е на Република Македонија. Од општина Кавадарци многу слабо, 7 месеци помина, имаме некоја одлука донесена дека треба да ни се финансира нашиот спортски клуб. Преку многу луѓе контактирав, слабо е одзивот. Колку пари од таму имате за земење? Од општина Кавадарци имало околу 38.000 денари, ама помина веќе 7 месец, активности многу имаме што треба да се спроведат заради финансите средства, не можеме да ги обавиме, да ги спроведеме спрема календарот што треба да се одржат. Овие денови се одржа седница на Советот, ребалансот е донесен, ми се чини дека и овие пари ќе ги добиете. Да прашам, кои се тие активности за кои ви требат парите за трошење? Што е тоа што е испланирано по програмата? Оваа година, од почетокот на годината до сега, имаме одржано многу активности, на пример, имаме одржано меѓународен турнир во голбол, кој се одржа во мај месец. Тие беше со екипи од Република Србија Ниш, од Софија имавме гости од Бугарија. Екипи зема од нашиот Македонија како Битола, Прилеп, Скопје и нашите екипи Кавадарци, Визија. За добро задоволство на нашите играчи, нашата екипа го освои третото место. Земавме пехар исто за трето место, медали се доделија од прво до трето место за сите победници што имаше. Претходно имавме се одржа куп на Република Македонија во голбол, на кој го освоивме по втор пат купот пехарот и медалите за општина Кавадарци, за доброто на слепите за Кавадарци. У јуни месец се одржа државно првенство во атлетика, на кое земавме второ и трето место. Наши членови како Александар Ранев зема прво место во неговата категорија, второ. Која категорија беше? Тоа е опишано категорија Б, кој е тотално слепи лица, од 90 до 100%, он се надпреваруваше во фрлачки дисциплини како диск, копие, џуле, зема второ место. Исти активности што ги имаше Александар Ранев од џуле, диск и копие, и ја ги играв, ама освоивме трето место.
Председател рече дека да, поведете. Потоа имавме доста активности со Сдруженијето на слепи, по покана на Сдруженијето на слепи лица од Неготино, од Кочани, имавме доста средби за пивофест, пак имавме покана од тоа Сдружение, Пилевското Сдружение, да. Имавме пивофест, таму не поканија да отидеме, игравме шах, домино, се дружевме, потоа одивме заедно на забава. И наред следат многу други активности што ни се потребни финансиите, како што кажав. Имаме покана во септември месец за меѓународен турнир во Ниш, потоа иде државно првенство во голбол, што се одржи тука у нашиот град, се надевам, веќе контакти се споени. И има други настани што треба да се одржат. Моментално сега во август месец треба да одам на државно првенство во шах, кој се одржа во Охридото, во конгресен центар. И така, имаме многу обврски и со Сојузот на слепи, со Сојузот на инвалиди на општина Кавадарци имаме добар соработка со председателот Николче Делов. Имаме и со него многу активности, на пример во шах или во голбол организира. Поздрав до нив, до сите. Да, тој ве следи како председател на Сојузот. Да, многу активности имаме наназад, а финанси не се потребни. Направивме сега минатиот недела направивме екскурзија до манастирот Свети Аранхел во село Крњево и однесивме нашите членови малце да сменат чиста околина од дома, доста е затворени цело време. У септември месец пак спремам некоја екскурзија, се оде до Ореше, до Велес, таму Чашка и мало некој манастир Свети Ѓорѓе убав. Сите одат последно време на планина сакаат. И тие се скоро активности ги знаеме сите, само сакаме повеќе успех. Се надеваме дека го чувте ли како зборува Благоевич? Тој е како навиен буквално во малиот прст ги има сите активности. И добро е да се координира. Меѓутоа, кажете ми, се наоѓа ли заеднички јазик со оние кои се нормални? Еве рече, парите се фалат, па некаде одите да побарате некои средства за спонзор и така. Тешко. Не, вака се. Според планот што беше од Агенција за спорт што ни дадоа ваучер. Добро. Не дадоа околу 110.000 денари ваучер. Ги поздравувам директорот на Слога Пром што ни испадна у сусрет. Исто така книговодствено биро на Јован Златев и тоа ни испадна у сусрет за да може да ги умновчаме тие пари. Тие пари да ги умновчаме место ваучер, пари ни дадоа за да може да ги спроведеме активностите. Голема благодарност до тие соработници, до Кожговчанка исто. Добро, јас сметам дека по оваа емисија ќе има интервенција од таа страна. Кажете ми, председателот рече дека за одредени личности кои се слепи или слабовидни се дава и помош од Црвен крст во волонтери. Каков е тој принцип? Како се доаѓа до таква нега? До таква нега, до таков асистент, персонален асистент за слепи лица, тие така наречен персонален асистент за слепи лица. Тоа оде преку Министерството за труд и социјална политика. Ама со соработка, со состанок имав со директорката на општина Кавадарци тука, у нашиот град тие проект не работи, немаат асистенти такви што се обучени за да вршат. Не е испланирано од Да. Значи една соседна Неготино има таков проект, а општина Кавадарци го нема. Иако имам потреба. Имаме доволно членови што имаат потреба од персонален асистент, а го нема да го користиме. Моментално по разговори со препоставените од општина Кавадарци, слушнав дека некоја одлука за проект има поднесено за Сдруженијето слепи лица за Кавадарци за набавка на тифлотехнички помагала, тие се тифлотехнички помагала, звучни апарати кои се за притисок, за шеќер, за крв, за бело стапче, за слепото лице да се движе, за тие набавки ни одобрија говорни саати што има за слепите лица, тоа се користи секојдневно, мерачи за вода и други апарати што му следуваат. Од општина Кавадарци имам одобрено околу 60.000 денара, мислам дека помина на совет, ама еве уште не знам што работа, се влече 2-3 месеци, уште финансиите ги немаме добиено за да го реализираме проектот. А тоа ни е најважно за секој еден човек што е тотално слеп, му е најважно да има таков апарат ли, саат ли без разлика кој го користи во секојдневниот живот. Голема благодарност до Ротари клубот од општина Кавадарци. Зошто? Ни спаѓаат у сусрет секоја година по некој настан се случува во нашиот град. Ова година во мај месец ни донира лаптоп за нашите активности кои се од витално значење за здружението или за спортскиот клуб да работи соодветно спрема своите услови. Тие лаптоп
инсталиравме говорна програма која е специјална за слепите лица и мора Ја служите. да го служиме, да работиме, да правиме проекти повеќе работи. Ови простори кои сега ги имате во стариот младински дом, дали се доволни? Средно. Таму гледам дека има и други нево Има издруженија. и други, у нашите простори се 7 здруженија, низ не 8. Таму ги води Славка Тотева, другите здруженија, инвалидски здруженија со се. Просторите се мали, ама мора да се наоѓаме некој. Фала многу и на тие што се дадени, па Господ здравје. Друга поздрав до општина, до Евроникел од Кавадарци. Зошто? Ова година поднесовме барање до Евроникел Кавадарци и ни испадна у сусрет кој ни донира финансиски средства во износ околу 20.000 денара, од кои финансиски средства беа набавени спортска опрема, како тренерки, патики, лактици за нашиот спорт. Уговорите на спортски надпревари. Да. Затоа ги набавивме тие соодветни што ни требаат. Освен, одиме сега повторно на стариот соговорник, освен другите активности, дали спортот е обединувачки фактор за многу ваши членови? Голдбал, шах, па атлетика и така натаму. Дали е значаен во вашиот разговор? Да. Спортот ни е најмногу значаен, пошто таму најмногу дружби имаме, си поседуваме, после спортот се дружиме доста. 80-90% спортот ни е Обединувачко место. обединувачко место, да. Одите заедно на ручек, потоа така? Да, одиме заедно на ручек, се дружиме со некои и приватно. Во семејството ме интересира, кога се наоѓате, имате ли потреба од заедничко дружење, другарување со семејството, со луѓето кои ги познавате, кои сте ги познавале? Да, имаме потреба, се дружиме доста. Имате разбирање? Да, имаме разбирање. Фала му на Бога. И ви помагаат? И ни помагат, да, редовно. Дали вам лично ви е потребна таа нега која, например, кај презатот ја има? Моментално не, ама со тек на време како иде, Добро. да, Ќе биде потребно. ќе биде потребно, да. Добро, ова да го знаат оние што се повикани да го решат ова прашање. Па да. И во иднина да ги планираат. Да се планираат тие И асистенти, како ви рече. Да, персонални асистенти за да има да можеме да ги користиме и ние од тука од град. Дали сте вие женет? Да, Имате ли фамилија? имам 2 дечиња. И како дечињата? Дечињата Како контактираат? контактираат многу добро, значи кажано му е дека јас не гледам, тие ми помагат доста. Браво. Да. Имате разбирање. Да, многу разбирање. Драго ми е да е така и, Да. и другите кои не ви се роднини пријатели да имат разбирање. Па се надаме дека со ова емисија сега што правиме дека ќе имат повеќе разбирање и роднини и пријатели и по градот што не гледат познаваат така, што не веќе. познаваат, да. Па дури да ви видат оние што не ве познаваат. Да. Знаете ли, сметате ли дека нешто треба мака крупно да се деси? Во менталитетот или во парите? Во што е работата? Па и во тоа и во тоа. Така. Парите, знаеш, за секоја работа се потребни. Аха. Лично нас ништо ги бараме, ни требат најмногу за гориво. Така. Пошто одиме Вие на турнири. други трошкови немате. Да идете до одредена дестинација, таму ќе ве пречекаат Да. и така натаму. Исто и за ручок, нели, тоа се плаќа. Али добро е, фала му на Господ, се снаоѓаме, некако се бориме и ќе се бориме. Моje мислење е дека со присуство, ваше присуство и ваше активно учество во социјалниот живот на граѓаните и наметнувањето на вашиот хендикеп ќе придонесе граѓаните да знаат нешто повеќе за вас. Некои не ве познаваат. Да, точно. Точно така. Али ќе се навикнеме и ние на нив и они на нас. А поголеми Ќе оптимисти, навикнуваме, да. поголеми оптимисти од вас немам видено и добро е да останете така, Точно бидејќи жалењето или тагувањето по нешто не води кон ништо. Само желбата за живот во тие услови во кои се наоѓате може да се направи нешто. Јас си посакувам многу здравје пред се. Фала многу. Како поминавте короната и кога се здравјето? Па, добро. Добро, А прележавме, ама супер испадна, добро е. Добро. Со Благо и со екипата кои го раководите ова друштво во Кавадарци, Сојузот на слепи, ќе биде ли работата? Ќе успее ли? Ќе бидат. Рековте, благо е дека имате заеднички простории со многу невладини организации. Соработувате ли со сите? Моментално со соработка имаме одличен со Еко Живот и Банка за храна. Го поздравувам председателот или директор на тие организации Роберт Паризов за неговото разбирање кон нас инвалидите или основно слепите лица. Ни испадна
3-4 пати во сусрет, кој многу сме задоволни од неговата соработка, ни додели некои си 30 пакети хуманитарна помош, кои беа поделени на нашите членови и самите членови се задоволни од таа соработка што ја имаме и сакаме да продолжи понатаму. Благодарам благо и благодарам сите што ми бевте гости Во секој време. и ние Стоиме на располагање. стоиме на располагање да ви пружиме ваша подршка, да ги артикулирате вашите барања кон општеството, кон заедницата во која живеете Ќе се и на трудиме. тој начин даваме потпора или поддршка на сите ваши проблеми што ги имате. Почитувани гледачи, благодарам што не следевте ова вечер, бевме со Сојузот на слепи кавадарци, Сдруженијето на слепи кавадарци, се работи за организација која ги изгрижува слепите лица и оние со слабовиден вид или кои послабо гледаат. Повелете, дојдете, тие се наоѓаат во поранешниот младински дом, таму имат канцеларија, контактирајте со председателот или со секретарот. Тие се прекрасни луѓе, ќе ви слушаат и ќе го добиете вашето прва работа, внимание. Тоа е најбитната компонента која ќе ве одржи и во живот и ќе можете потоа социјално да општите со сите луѓе. Благодарам и се најубаво. Venga